ако се колебаме, тогаш да не мислиме дека нешто можеме да добиеме од Господа, како вели Јаков. Ако сме колебливи како морските бранови. Така да, нашата вера треба да биде цврста и да бидеме сигурни во, како што вели Павле на едно друго место, да не трчаме како да не бие ветрот, туку со сигурност кон целта, со сигурно поставена цел. Така да верувам дека тоа, ако не е наше искуство, тоа што наистина треба да го направиме да биде, затоа што не можеме да стигнеме таму кај што сме тргнале колебливи. Но темата за вечерва не е нешто друго. Јас решив да продолжам со Јован 4 глава во делот кога самарјанката се враќа назад во градот, во своето родно место, и тој дел кој што ги опфаќа стиховите од 27 до 42, значи Јован 4 глава. Да, ова не биде на некој начин како поука и како охрабрување, затоа што знаете дека најавив, имам желба, верувам дека ќе има желба и кај повеќето од нас да бидеме малку нешто поактивни оваа есен. Односно не мора да чекаме есента да дојде, доволно е да се спуштат температурите, а веќе почнуваат. И овој дел е баш онака мисионски, па да видиме што можеме да се поучиме од самарјанката. Значи, Јован 4 глава, знаеме што се случува. Исус намерно на пат од Јудеја кон Галилеја, ќе морале да поминат ни Самарија, и намерно тука ќе го доведе патот кај Јакововиот бунар. Знаел што ќе се случува и се нашол тука, побарал од самарјанката кој што дошла среде пладне, иако може да кажеме не било. Ќе видиме сега од текстот дека веројатно се случува тоа некаде сега за наше време, наши услови овде, декември е ладно, меѓутоа долу не знам како е кај нив, сигурно не е толку ладно како кај нас. Како и да е вообичаено, жените оделе на вода или порано са бајле или приквечер. Никој не одел на пладне, а таа имала голема причина зашто тоа го правила. И Исус ке се најде тука, ке побара да му даде вода, и потоа во тој разговор ке и понуди од живата вода, од која што вели дека секој оној кој што пие нема никојаш да ожедни. И го офативме тој дел. Рековме дека навистина само Господ може да ја задоволи вистинската жет на душата. Ништо што е од овој свет, дали е тоа материјално или што и да е, ќе изгледа само како еден кладенец распукан кој што не држи вода. И вие повторно ќе бидете жедни и повторно и ништо нема да може да ве задоволи. Само Бог е тој кој што може да ја задоволи жетта на душата. И таа, интересно, за да Господ Исус ја припреми за да ја прими живата вода, ќе биде доста директен, соочувајќи ја со незиниот таен грешен живот. И неверојатно е што токму овој дел ќе го предизвика пресвртот кај неа во незиниот живот. Знаете, нели, после таа се обидела да го сврти муабетот малку на теолошки муабет, демек сега кај е исправно, дали на гората Геразим, таму кај што они се клањале во некогашниот храм, сега постоел само олтарот, или пак во Ерусалим. И не тој дел толку, туку предходниот ви реков ќе одигра она вистинска улога во незиниот живот, за да таа свати дека разговара не со обичен човек, туку со пророк, како што самата ќе изјави, за да на крајот таму од тој муабет, значи 26 стих, Исус јасно и кажува дека тој е Месијата. И што се случува сега? Читаме 27 стих.
Тогаш дојдоа неговите ученици, значи учениците се враќаат, тие заминали во градот да купат јадење, се враќаат и го прекинуваат овој разговор, далеко веројатно гледаат, се чудеа, биле изненадени дека разговара со жена, но диједе не рече што сакаш или зошто разговараш со неа. И сега, најверојатно, овој разговор меѓу Исус и самарјанката не бил само толку краток. Може тука разговарали доста повеќе, но тоа што не е битно и е забележено, го забележал Јован. Учениците се зачудени. Зошто? Затоа што во она време било воопшто чудно да маж во јавност разговара со жена. А камоли па во овој крај со самарјанката. Знаете какви биле односите меѓу евреите и самарјаните. И тие сметале дека нивниот учител треба да се воздржува, како што тие се воздржувале од вакви контакти со самарјаните, така и тој требал. Па уште и па да го проповеда Евангелието. На кого? На изгубените овци на Израелевиот дом. Сето тоа ги зачудило. Меѓутоа, забележувате, не го прашале ништо, значи веројатно поучени од претходни ситуации. Сјавате, фарисеите негодувале. Зошто јаде, зошто пие со овие, со грешници, зошто се меша со грешници. Факт е дека поучени од тие ситуации, тие ништо не му рекле, вели, не рекле ни што сакаш или зошто разговараш со неа. Една убава полука овде има, знаете. Знаете, Исус тоа време, мислам, дури еве од копнежот што читаме уште од мало дете, бил многу поинаков од тогашната култура и навики во она општество. Тој постојано ги рушел оние предрасуди општествени, било какви. Како што еве се случува и овде, сам разговара со самарјанката. Кој знае денеска, еве, како би реагирале тогаш, кој знае и како кај нас денеска би се реагирало на една ваква ситуација. Мислам, меѓу нас како браќи и сестри. Како и да е, но поучени, ви велам, веројатно си рекле, веројатно има право. Штом го прави тоа, има некоја добра причина за тоа. И тоа е, мислам, дека може би најдобриот став што треба да го имаме, поготово кога станува збор за Господа. Знаете, некојаш во некои ситуации имате во Библијата, кај што може би ви е чуден Господ, неговите постапки. Затоа што ние некако со некоја наша логика размислуваме според знаењето што го имаме. Меѓутоа, поуката од ова ја оставете. Господ никогаш не греши. И Исус никогаш не греши. Исус се што правил било окей. Така да, тоа е она што го гледаме овде во овој стих. Но сега да видиме, се пренесува действието од 28 и 29 стих. Први гледаме како жената ја дала информацијата, значи, на своите соседи, на своите сограѓани. Значи, ученици доаѓаат и го прекинуваат разговорот, веројатно и нејзи веќе не е било пријатно тука да биде, но и понесена од она што го доживеала. Забележувате што се случува. 28 стих вели: тогаш жената ја остави својата стомна и отиде во градот, па им рече на луѓето: дојдете да го видите човекот кој ми кажа се што сум направила, да не е тој Христос, да не е тој Месијата. Што забележуваме прво нешто овде? Дошла и доаѓала секој ден со стомна по вода и оставила стомната. Не е била битна веќе. Не е била битна веќе таа вода. Оно што го зборувавме, која ќе примите од живата вода, која ќе пробате нешто подобро, ќе оставите се. И ова исто е една поука, знаете, еве како мисионери, да кажам. Знаете, кога тргате да работите за Господа, не дозволувате некои спорадични работи, така небитни. Дури ова не е баш небитно, знаете, ова е основна потреба, вода. Истата тема ќе ја забележиме подоцна во разговорот Исус која се насочил на учениците. Му носат јадење, тој вели: не, вие не знаете, јас имам друга храна.
Значи, кога станува збор за проповедање на Евангелието, вие понесени од Духот Свети ќе заборавите дури и на основните потреби. Ништо не е поважно од носењето на Евангелието. Тоа го гледаме овде. Значи, не ја заборавила, ја оставила стомната. Значи, може би за да не и смета, затоа што оттрчала во градот, побрзо да стигне, побрзо да ја однесе веста. Па дали забележувате дека таа го примила Евангелието, кое што всушност е, што? Радосна вест. И затоа радосно оттрчала да го однесе меѓу луѓето, меѓу своите соседи, познаници и така натаму, од кој што веројатно и се срамела, знаете, заради својот живот, не била така, не можела така баш да настапува. Меѓутоа, видите каков пресврт се случува после оваа средба со Исуса. И видите на кој дел се насочила. Значи, таа, како ја пренесува веста, 29 стих, не и вели, дојдете да го видите оној кој што ја разреши дилемата, дали на Геразим ќе се кланяме или овамо во Ерусалим. Не се насочила на тој дел, на теолошката дебата, така да кажем. Што им вели? Оној првиот дел, каде што Словото, а Исус е Словото, длабоко сече како остар меч од двете страни, и ја осведочува душата, ама и истовремено и исцелува. Тоа е Евангелието. Тоа го прави Словото, тоа го прави Исус. Видите, тој не настапил со осуда, туку сакал да ја осведочи за незиниот живот, да излезе однаква каква што е, како што ја пееме 111 песна, мислам беше, дојдете такви какви што сте. И онака Исус се знае. И тоа е оно што највеќе осведочило дека разговара, има работа со некој необичен човек, односно пророк. Или, и оној дел, ќе се навратам подоцна тоа, значи, тоа е оно што највеќе осведочило неа. И точно е, пак ќе кажам, денеска се поредко се проповеда за вакви работи. Фала му на Бога кај нас, од пролета почнувајќи Андреј Орошану, па Чањи беше, па Дојчин последно. Верувам дека не сме тука ништо покусо и јас и Јани. Имаме стварно тврда, добра храна, која што е потребна. Затоа што, знаете, може би тие не се популарни такви теми денеска, да се проповеда за гревот и така натаму, пораката на Дојчин, заради која што за жал не е применна во многу цркви по Балканот, е дека е можна победа над гревот. Можна ли е, да ве прашам или не? Па секако. Па секако дека е можно, то Библијата јасно го вели. И замислите си, се наоѓаме во ситуација кога наши браќа, сестри веќе не го веруваат тоа. И знам од каде доаѓа сето тоа. Знаете, дури и нашите собствени искуства кои ќе ги погледнете, најчесто кажуваат едно нешто. Ние како да сме заглавени во 7 глава Римјаните. И знаете вие што значи тоа. Или ајде да ја подсетам. Постојано онаа борба. Осведочени сме, ние сме, се знаеме. Денеска имавме поука за законот. Ние сме експерти, значи, за законот. Како оние законодавците во она време. Ние сме толку полни со теорија, што ја не знам да испаднеме на било каков квиз, само на реален квиз, некај трендо на времето. Не знам, веројатно не се гледале, меѓутоа, што знам, јас испадна баш тогаш да го гледам тој дел милионер, како беше, да, кој сака да биде милионер, беше поставено прашање кој е 7 ден во седмицата и замисли си, точниот одговор беше недела. За чудо, не на такви квизови. Меѓутоа, сакам да кажам, ние сме толку полни со теорија и се. Меѓутоа, што кажува нашиот живот? И сега, знаете, човекот се прашува и си вели, ако јас денеска паднам, после некој ден пак паднам, па пак ќе паднам, и ќе си рече, па ова нема крај.
Проблемот е кај самиот човек, не е кај Господа, сигурно. Се може преку Христа кој ми дава сила. Но дали ја бараме таа сила? Дали целосно му се предаваме? Тука е проблемот. И сега, имајки такво едно искуство, си доаѓаш до заклучок, па ние не можеме да го победиме гревот. И сега, место да се погледнеш ти добро во огледалото, ти ќе ги снижиш стандардите. Тоа не е во ред. Некој да ти каже денеска дека не можеш да го победиш гревот или дека ќе си грешиме се до крај, тоа е исто како ѓаволот да ти шепка. Затоа што тој посакува такво нешто, за да на крајот бидеш и уништен. Така да, ова не е популарно, меѓутоа гледате во овој случај и во многу други случаеви. Значи, баш ова е она што е осведочувачко. Светиот Дух делува баш преку ова. Значи, самарјанката била така силно осведочена преку овој настап Христов. И затоа им вели, дојдете да го видите човекот кој ми кажа се што сум направила. Веројатно, ја пак ќе кажам, веројатно може би разговорот бил и малку подолг, или може би таа сватила само од овој дел што ја го кажал Исус, дека овој мора да е се знае. Како може он да знае некои работи кои што само јас ги знам? Си вели таа. И некој друг. Значи, овој мора да е се знаен. И нити срам, нити ништо, туку радосна трча и токму тоа е незиното сведоштво. И знаете, надвор кога ќе излезете да сведочите, вие не мора да видите дали самарјанката знаела нешто од доктрините. Па знаете самарјаните на што се држеле? Само на 5 Мојсиеви книги, конкретно највеќе. Па и тоа за неа била доволно за да праша, нели, односно да ја асоцира на Месијата и така натаму, па Исус си кажува јас сум кој што зборува со тебе. Но, значи, не била ништо посебно поучена, но личното искуство што го доживеала, тоа е она што ги осведочило самарјаните. Знаеме каков резултатот, ќе го видиме, ајде, вечер ќе се подсетиме. Утре ќе излеземе на масичка или не знам, кој знае колку пати во живот и сум излегувал и така натаму, но не мора таму да дебатирате не знам какви доктрини. Ке се најде некој човек, ке ве чачне и за такво нешто, некој паметњакович, да кажем, или од некоја верска, друга верска заедница и така натаму, малку поупатен. Меѓутоа, обичниот народ, па нема поим од тие работи. Воопшто не се ни задлабочуваат. Со православен, ако разговараш, ке ти рече, Библијата, па се добро, јас си верувам, ама не се задлабочувам вака како вие што се задлабочувате. Не забегувам вака како вие што се забегаат. Тоа е за нив, уплов фаќаат. Значи, така да нема потреба од ништо повеќе, туку своето лично искуство, својата средба и искуство што се го доживеале, таа преобразба, таа средба со Исуса и што таа предизвикала во вашиот живот. Тоа е доволно, тоа е најсилното нешто што може да. И нормално, кога ќе го искусите, она искуствено кога го кажувате, имате сила да го кажете, сте го доживеале, знаете како е. Тоа е она што го прави самарјанката. И онаа радост што ја гледаме кај неа, па можеме да ја споредиме со онаа радост од параболата за изгубената паричка, знаете, во Лука 15 глава, кога жената ќе ја најде изгубената паричка, ги вика и соседите и сите да се радуваат. Не само што е најдена, туку она што самарјанката го нашла во Христа е огромно богатство и сакала да го сподели со сите други. Тоа е тоа што и минатиот пат го спомнав, кога ќе окусите од таа жива вода, вие станувате извор на жива вода и се прелева од вас, сакате да ја споделите со другите. Не можете да молчите. И сега ова да не е тој Христос, не е тоа дека она се прашува, туку не сака да им ја наметне своето уверување, не сака да им го наметне на другите. Туку дојдете и ви уверете се самите. Значи, ова исто е една добра поука. Не треба, кој знае колку во дебати да се впуштаме со луѓето и да им докажуваме. Не. Повикајте ги да дојдат кај Христа.
тие самите кои ќе се сретнат со него, Господ најдобро ќе ги поучи. И затоа вели да не е тој Месијата, односно да не е тој Христос. И гледаме колку била искрена, значи честна во ова нејзино известување. И сега, кој е ефектот? 30 стих. Тие излегува, значи мнозина, излегле од градот и тргнаа кон него. Го постигнала она вистинското, Светиот Дух преку него, секој. Тие излегува и тргнаа кон него. Самарјани се во прашање, пазите. Ово не го гледаме кај израелците, кај, нели, како што вели во Јован, дојде кај своите него примија. Меѓутоа, видите го ефектот кај самарјаните. И во меѓувреме, сега се случува оној дел, како во сендвич е ставен на ова реакција на самарјаните сега од веста што ја носи самарјанката до нив. Во меѓувреме учениците го молеа Исуса. Сега пазите, веројатно веќе се задале овие од градот, доаѓаат. Некоја група, не знам колку, може да претпоставиме, може 10-20 се гледаат, луѓе идат. А учениците му велат рави јади. Донеле храна, што донеле и знаат дека и тој е гладен. Но тој им што им вели? Јас имам храна за јадење што вие не ја знаете. И тогаш учениците зборуваа помеѓу себе, се прашале, исто како и самарјанката размислуваа. Знаете, кога Исус зборува во споредби, кога сака некоја духовна суштина да ви пренесе, и ние често пати знаеме онака телесно, буквално да размислуваме. Самарјанката кога ги спомнал вода, па немаш со што да нацрпиш. И овде тој им зборува за храна, ама не за физичка храна, за некоја поинакви тие велат, да не му донел некој да јаде. Он веќе може јадел. Но Исус не. Исус е веројатно и уште и жеден и гладен, меѓутоа заборавил на сето тоа. Многу поважно му е она што го прави. Зошто? Па дојде и пратен беше за да го најде изгубеното, значи за да дојде до душите. Исус им рече 34 стих, мојата храна, внимавајте, мојата храна е да исполнувам волјата на оној кој ме прати и да го завршам неговото дело. Моје задоволство е да го правам она кој што Отецот ме прати да го правам и кој што и тој сака да го правам, а тоа е да го завршам неговото дело, да дојдам, да ги најдам изгубените. И сега, интересно како Исус претходно со самарјанката се среќава со неа на нејзино тло и има соодветни совети за неа, а сега има соодветни совети за учениците. И што им вели? Зар вие не велите, 35 стих, уште 4 месеци жетвата ќе дојде. Ова е индикатор дека, нели, таму долу некаде жетвата кога е? Првиот сноп кога се, тоа е после Пасхата веднаш. Значи, април нека е месец. Значи, може да е јануари, декември. Станува збор за јануари, декември. Исус им вели, 35 стих, зар вие не велите уште 4 месеци жетвата ќе дојде? Еве ви велам, подигнете ги своите очи и видите ги нивите како побелеле за жетва. Веројатно прво ги насочува да погледнат, самарјаните доаѓаат. Еве ги нивите побелеа. Жетвата е спремна. Како што вели во Лука на едно друго место, жетвата е голема, ама што? Фалат, работници фалат. И учениците не се свесни всушност што сака да каже и затоа и вели погледнете, отворите ги своите очи, побелеа нивите, не мисли само на самарјаните, и општо мисли. Жетварот веќе добива плата и собира плод за вечен живот, да се радува заедно и сејачот и жетварот. И сега им вели, дури оваа жетва за која што ја повикувам не е толку тешка. Зошто?
Затоа што некој друг садел, сеел. Зашто во ова е вистинската пословица, еден сее, друг жнее. Како велише Павле тамо во Коринјаните, кај беше, не знам. Аполос засади, како беше, сега, се сеќавате на тие стихови. Еден сеја, друг жнее, јас ве испратив да жнеете каде што не сте се труделе. Други се трудеа, а вие влеговте во нивниот труд. Ова може многу да значи овде. Овој дел, значи, од почеток можеме да почнеме, патриарсите, пророците, сето тоа било семе кое што се сеело. И сега е готово за жетва, готово е. На готово ви доаѓа жетвата, вие само да ја пожнеете. Но радоста е заедничка и на жетварот, и на како што е и на сејачот. И нема многу време да привршиме сега со последните стихови. Уште го гледаме сега ефектот што го предизвикало ова сведоштво на самарјанката, онака искрено, од срце, под дејство на Светиот Дух, очигледно, поочигледно не може да биде. И мнозина самарјани, 39 стих, од градот, поверуваа во него по зборовите на жената која што сведочеше. Мнозина и поверуваа на незините зборови. Интересно. На Исуса не му веруваа неговиот народ. Но овде поверуваа и тоа на кого? На една презрена жена, на еден лик кој што бил омразен, една маргинализирана жена во нивното општество. Но Господ со што се служи, како веле Коринјаните, со најслабото, со најнемудрото, најпростото ќе го искористи, за да ги посрами другите. За да ја пренесе веста. Тоа за него не е проблем. Кое што сведочеше, тој ми кажаш се што сум направила. Она што не го спомнав, меѓутоа се подразбира, всушност и претходно го спомнав. Исус бил тој кој што се знаел за неа, како вели една мисла, најголем пријател ти е оној кој што се знае за тебе и пак те сака. Тоа е тоа. Тоа е оно што Исус си го покажал. Тоа е таа привлечна сила Христова, тоа е привлечната сила на Евангелието. Да, тоа може да е, словото може да е остар меч, кој што сече, меѓутоа и исцелува после тоа. Па кога самарјанците дојдоа при него, значи сега доаѓаат кај него, го замолија да остане кај нив, значи веќе осведочени, доаѓаат и го замолуваат да остане на 2 дена семинар да им држи таму, како да се изразам. 2 дена и тој прифаќа секако, иако бил на поминување, пазите. Ова му било на поминување, ова воопшто не му било во план, меѓутоа Господ е тука за да дојде до некоја душа секако. И уште повеќе од нив поверуваа. Сега уште повеќе поверуваа, зошто? Затоа што лично од него се осведочија, од неговиот збор, заради неговото слово. А на жената и велеа, сега не веруваме заради твоето кажување, зашто самите чувме и знаеме дека тој е навистина Христос, спасителот на светот. Поголемо сведоштво, ја не знам дали има некаде во Библијата. Од самарјаните. И еве повторно гледаме оној дел. Не е наше, не можеме ние, не знам што да направиме со тие души наши, да ги доведеме кај Христа. Тоа е наше. А Господ ќе работи после, Светиот Дух. Така да, ние можеме да кажуваме некојаш и оволку книги сме поделили и сето тоа, и толку проповеди сме кажали, не знам, евангелизации сме држали, меѓутоа да оставиме главната работа е работата на Светиот Дух. Наше е да сееме, а потоа нормално и да жнееме, како што читавме овде, но да се молиме да луѓето дојдат кај Бога. Ние сме тие кои што сме канали, значи ние сме тие канали кои што треба да ги доведеме. Господ си ја знае понатаму работата. И тогаш ќе поверуваат не заради нашето кажување, а нашето кажување може да биде толку несовршено. Не мора да сте завршили теологија, за да на крајот на кришта, не знам, многу теолози дека одат, како што работите, браќа, вие,
по улици таму и по масички со книги и така натаму. Така да, нека Господ не поттикне затоа што жетвата е огромна. Ако некогаш се верувало дека е крајот близу, ја не знам како треба ние да веруваме. Знаете, јас мислам тие што тука многу добро ме познавате, веќе 20 години, знаете дека тоа не е така, меѓутоа дури ме обвинија дека сум бил против Христовото доаѓање. Сум сакал уште малку да поуживкам во овој свет, што убаво е во овој свет да се живее, значи. Па ја сум бил Димас, па не знам што, не е битно. Ако не велам дека Исус би дошол 27 или 30, то не значи дека не сакам да дојде. Тоа не е наше. Наше е да бидеме спремни, кога го проповедаш Евангелието, ти делуваш на луѓето да се спремаат секој ден. Ние секој ден треба да бидеме спремни, бе луѓе. Тогаш не треба да ни биде битен датум. Воопшто не е битно. Утре може да дојде, јас треба да бидем спремен. Така да, Господ нека ни ги подготви срцата, Господ нека ни ја излее неговата љубов и светиот дух во срцата и колку што стои до нас е полека, но сигурно да се спремаме, не полека, треба и брзо, меѓутоа, ајде, ние малку касно палиме изгледа, па на буткање. Но ќе се молиме, Светиот Дух да делува и да не оживее многу повеќе и да дојдат многу души до спасение. Слава нека му на Господа. Амин.